Во лабораторијата на Факултетот за прехранбена технологија при Универзитетот во Тетово беше промовирана опрема за детекција на пестициди во храната, што секојдневно ја консумираме. Таа е донација од Министерството за земјоделство во рамки на програмата за рурален развој, чини 12 милиони денари. Ова опрема која што ќе биде употребена во делот на проверка и безбедност на резидуи од пестициди во храна и останати производи е уште еден показател дека навистина здравјето на нашите сограѓани, нашите потрошувачи на вистина на едно високо ниво. Ваквата подршка ќе значи не само одговорен однос према компаниите кои што ќе имаат потреба од вакви испитувања дополнително и во рамки на овој универзитет и самите студенти ќе може тоа опрема да користат во делот на научно-истражувачката дејност во градење на капацитети. Bëhet fjalë për një investim për rreth 200.000 eurosh apo 12 milionë denarësh përmes programit për zhvillim rural, masa 1 konkretisht mbështetje teknike në bujqësi dhe zhvillim rural, e cila mbështet dhe mbulon 100% të kostove për modernizimin e infrastrukturës laboratorike. Ректорот на Тетовскиот универзитет Јусуф Зендели изјави дека оваа опрема ќе им служи на студентите од сите циклуси, додека деканот на Факултетот за земјоделство Гафур Џабири нагласи дека опремата особено ќе се користи за анализи на тешки метали и напредни истражувања. Pra se kanë mundësi ulëmtimet e tyre shkencore, pjesën praktike ta zhvillojnë në këtë laborator dhe mbi gjitha edhe një urë lidhse me kompani do të kësaj sfere dhe mbi të gjitha bashkë me dekani, stafin do të kemi mundësi që të japim një kontribut tonë në kontrollin e cilësisë së ushqimit. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur nga realizimi i këtij projekti, bëhet fjalë për ICP-MS të realizuar me Ministrinë e Bujqësisë, Shpërtarisë dhe Ekonomizimin e Ujrave, por neve do të jetë jashtëzakonisht në interes për analizat që do të kryejnë për metalet e rrallë. Проектот беше оценет како важен чекор кон модернизација на лабораториската инфраструктура и зајакнување на соработката меѓу академските институции и агропрехранбениот сектор, што директно ќе влијае врз подобрувањето на квалитетот и безбедноста на храната во земјава.